Почитувани гледачи, добар ден. Честит бадник. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска нема да зборуваме за болести, меѓутоа сепак фокусот повторно ќе ни биде медицината. Во студиото со мене имам 3 докторки, 3 родени сестри и сите 3 се, како што кажав, докторки. Тоа се доктор Катерина Поповска, гинеколог во Општата болница во Охрид, доктор Билјана Поповска, пулмолог од клиниката за пулмологија и доктор Симона Поповска, дерматолог во градската болница 8 септември. Добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдовме. Еве да започнам со охридјанката, односно со докторката која што работи во Охрид, Катерина. Кажи ми дали можеби ти беше поводот сите 3 сестри да студирате медицина и да бидете докторки? Токму така. Да. Прво добар ден на сите гледачи. Да, токму така, јас бев поводот и причината денес да сме сите 3 докторки. Јас бев првата која потегнав кон медицината, а тие го следеа мојот пример нормално по сопствена желба и стигнавме до тука до каде што сме денес. Те слуша дека зборуваш постојано за професијата, па така еве и тие добија желба? Не, воопшто не се наметнував, туку ги земав кога беа помалечки, нормално тие се помали од мене, на факултет да поминат некој период да видат како им се допадна на двете и двете одлучија да студираат медицина и многу ми е мило и кеф. Така, значи одевте по стапките на Катерина. Да, сигурно имало нешто што тлеело уште од годините на детството за да се одлучиме да бидеме во иста професија, но секој во различно време. Значи, секако да ја разбереме кревкоста на човекот, значи силата на животот, да го разбереме човекот. Ние сме одлучиле да бидеме доктори, ние не ја избравме медицината, таа не избра нас. Симона, ти, освен што си докторка, си и во музичкиот дел, односно си и пејачка, можеш да ги балансираш, сакаше да бидеш и едното и другото? Да, најпрво да ти се заблагодарам за прекрасната најава, да ми го честитам бадник на сите гледачи пред малите екрани, затоа што ова е најбавиот празник и еден ден сме пред најголемиот христијански празник. Многу ми е мило што и вака можеме на ова бадниково утро да бидеме сите 3 заедно и да споделиме дека можам некако семејството во семејството да се налага една професија, но меѓутоа секој свесно да одбере таа професија. Како што кажа, значи мојата најстара сестра, таа беше мотивот да видиме колку медицината е една убава гранка и нешто што е многу захтевно да се работи. Но кога веќе спомнуваме дека тука е и музиката, секако дека ги балансирам оноку колку што можем. Сега никогаш сум кажала и претходно дека никогаш трпи музиката поради медицината, но никогаш медицината поради музиката. Еве, слушнавме дека самостој не биле одлуките, иако поводот и мотивот била Катерина. Како ве прифатија во семејството дека сите 3 ќе бидете докторки? Имавме поддршка, татко и мајка. Ние имаме и денес континуирано. Тие воопшто не се во медицината, но одлуката наша ја поддржаа без никакви коментари, туку со целосна поддршка, и финансиски и секако како што се може. И сега, бидејќи сте сите 3 докторки, сите имате 3 различни гранки во медицината, знаат често да ве консултират наместо да отидат на матичен, па доколку кашла да ти се јават тебе, Билјана, или ако имаат проблем со кожа. Да. Секако она што е во поглед на респираторни симптоми го решавам јас, она што е во поглед на дерматовенерологија го решава Симона и она што е во поглед на гинекологијата го решава Катерина. Така. И сега, бидејќи сте сите во таа професија, како да ја кажеме најхуманата професија, докторската, се консултирате, си помагате една со друга, па и за пациенти или за одредени медицински дилеми. Да, покрај што сме сестри, сме и колешки, нели? И секогаш во нашиот разговор се споделува знаење, значи, доверба и стручност и искреност. И во нашите разговори, значи, покрај што зборуваме на сестринство, ние имаме, кога се поврзува медицината со сестринската искреност, значи тука одговорноста е поделена и значи одлуката е посигурна.
ги консултираш, иако еве кажаа дека си нели најстара, меѓутоа да знаеш да побараш совет од твоите сестри, па и кога има некогаш потешки случаи, сега знаеме гинекологијата од една страна е многу убава кога се раѓаат нели бебиња, меѓутоа може да биде и другата страна поризична. Да, многу често се консултираме за пациенти, покрај секојдневно, да кажем, новите искуства си ги споделуваме, учествуваме заедно во проекти, учествуваме заедно во пишување на теми, трудови, да, сите три. Наоѓаме заедничка тема каде што може сите три да бидеме вклучени. Најчесто тоа го води Билјана, мора да кажеме. Ти, Симона, зашто најмногу ги консултираше? Јас прво морам да кажам дека е многу убаво чувството да имаш две постари сестри од тебе кои што веќе го поминале еден пат и секогаш ми било улеснување додека сум студирала медицина, секако веќе и сега додека сум на специјализација. А и затоа што сум помалечка, секогаш се водам по тоа прво да ги сконсултирам и знаам со нив да споделам доста интересни случаеви, но меѓутоа иако сум некогаш помала, сум помала, меѓутоа некогаш за некои работи сепак и тие знаат да ме сконсултираат и да ме прашаат и да го послушаат моето мислење, но како што кажавме сите дека кога се работи нели за одлука за еден пациент и кога се работи за една здравствена состојба, сепак одговорноста секој се ја снесува сам и тогаш си е одлуката сам на себе. Меѓутоа кога лично имате своји здравствени проблеми, кого прво барате? Билјана. Да. Значи ти секогаш си она првата која што мора да објасни, да каже, да даде диагноза или... Пошто јас започнав како специјалист интернист и работев 5 години, не 5, повеќе од 5 години на интерно оделение во Охрид, па после направив трансфер на клиниката за пулмологија, така да имам повеќе искуство во тој поглед и затоа првично се консултирам јас. Бидејќи си почнала во Охрид, се гледаше себе дека ќе бидеш во Скопје доктор или мислеше дека ќе си останеш во Охрид? Не. Мислев дека во тој период додека работев во Охрид, ќе останам во Охрид и не можев да замислам да бидам некаде подалеку од Охрид, но никогаш не можеш да предвидиш што се ти носи судбината. Така да кога дојдов на клиника за пулмологија, да го поздравам професор Докич, започнав соработка со него и така се одлучив да останам на клиника за пулмологија. Така. Катерина, ќе кажеме дека се е сконцентрирано во Скопје, нели главен град, тука се сите клиники, многу доктори има, не дека Охрид е мал град и нема здравствен систем, меѓутоа не е исто како што е овде. Што е она што може би ти е вака најголем предизвик или најтежок дел од професијата гинеколог во општата болница во Охрид? Нормално заради ресурсите. Ресурсите се помали во помалите градови, особено на луѓе, и заради тоа ризикот да изводиш некоја успешна бременост и да породиш, особено тие што се комплицирани, да ги изводиш и да ги породиш е голем успех, не само за мене, туку за целата болница и целиот тим кој е вклучен, бидејќи медицината не е гранка индивидуална, туку е комплексен систем каде што учествуваат огромна група на луѓе и сите се грижат подеднакво за доброто на пациентите. На сите ни е и се еднаква целта. Така да таму помалу ресурси е малку потешко, но поголема одговорноста за разлика е да кажеме колку од Скопје. Симона, кога ќе кажеме нели дерматовенерологија, секогаш првата асоциација е добро, ајде тоа е естетика, тоа е лесно, меѓутоа дали на вистина е лесно или постојат состојби кои што може да бидат и опасни по живот, и сериозни, на вистина да бараат и нерви и пожртвуваност? Секако, значи кожата е еден најголем орган на човековото тело и е прв кој што ги јавува симптомите нели за било какво случување да има во самиот нели организам. Нели навидум така звучи лесно дерматовенерологија, меѓутоа е доста комплексна гранка затоа што тука се дел автоимуните болести и системските кои што бараат еден долг нели пат на лекување и за жал знаеме дека и ресурсите во нашата земја не се баш многу достапни кога станува збор за биолошката терапија. Но она што можам да кажеме дека во главно кожата не е само орган кој што да речем се лекува нели од надвор како што многу знаат, еве ќе се даде некоја крема, па ќе се даде кортико и така натака, не затоа што тука не само што е да речем патологијата, туку тука е многу битно значи самата психолошка состојба на самиот организам, затоа што никогаш знаеме дека многу значи болести кои што се психолошки знаат значи да се јават прво на кожата. Така.
Катерина еве спомена колку е нели тешко да се изводи некоја ризична бременост, да се одговара за два животи како што велиме, па колку во овој сегмент еве во докторскиот, во лекарскиот е важна емпатијата покрај стручноста. Емпатијата е најважна. Бидејќи тоа е уствари со професијата, со нашата професија. Да, ја лечиме болеста. Меѓутоа емпатијата е многу важна за човекот. Колку подобра емпатија имаш со некој пациент, толку е поголем, загарантирано поголем успехот на самото лекување. Истото би го кажале и во пулмологијата, имајќи во предвид дека и овде има многу тешки случаи, болесни случаи, луѓе кои што не може да си платат ниту за прегледот, партиципација. Да, можам да кажам дека стручноста го лечи телото, но емпатијата го лечи човекот. Значи, медицината без емпатија е занает, а со емпатија е повик. Значи, кај пациентите, емпатијата, значи, еден добар збор, еден добар поглед може да излечи пациент повеќе од еден лек. Така, емпатијата е многу битна, барем во нашата струка. Би се согласила еве со твоите сестри дека еден поглед, еден добар збор може да биде половина здравје. Па може, особено кога зборуваме и за дерматовенерологија, баш и така е, затоа што многу, нели како што кажав, не сваќаат дека половина болест значи доаѓа од натре. Особено на коџата, да. И дека тука е многу битно ние кога ќе ги сослушаме и на крај сваќаме дека причината сосема нешто друго отколку што на навидом изгледа, значи самата слика на самата кожа, затоа што и сепак кажуваме дека кожата е еден голем орган кој што крие многу во себе. И сега еве прашање за сите три, значи вие сте сите три докторки со специјалности и колку е тешко да се биде доктор и во исто време да се биде мајка, сопруга, ќерка, другарка, сестра. Тоа е баланс меѓу срцето, тоа е голем баланс, значи имаш тука одговорност и срце. Што значи тоа? Значи, тоа се две работи, тоа е повик на професијата и одговорност кон семејството. Значи, тие две работи се различни и ти даваат многу поголема сила, значи, и поврзаност понатака во животот за да продолжиш да функционираш. Иначе, секој си има своја тежина. И родителството, и професијата. Значи, тие ти даваат храброст, сила, значи, и понатака да можеш да чекориш уште посилно да ги извршуваш сите тие обврски. Да, меѓутоа, еве, секоја професија нели си има своја тежина и знаеме дека е тешко да се биде и полицаец и лекар, меѓутоа, еве, медицината, Катерина и самата спомена кога имате тешки случаи, гинеколошки, а телефонот не е со тебе, можеби некој итно ти звони од семејството, како реагирате во такви ситуации? Знаете дека не може телефонот, дека не може да го напуштиш работното место, што можеби може со некоја друга професија, дека мора да бидеш и дежурна и во операциона сала. Точно така. Медицината е начин на живот. Не е само професија. Ние сме достапни нон-стоп 24 часа, дали за семејство, дали за пријатели, дали за пациенти. Тоа и самите пациенти може да го кажат дека е така. Да, треба да има баланс меѓу малку тешко се наоѓа во денешно време, меѓутоа со тоа се живее. Правиш еден баланс и така тераш. Да, секогаш ако не можам да кренам, јас ке крени некој од другиот персонал на мојот телефон, меѓутоа на повикот ке се одговори. Така. Еве, Симона, ти звонат, не знам, со детето, нешто мора, нешто итно негде да го однесеш, меѓутоа ти си на работа и не можеш да го напуштиш работното место. Како се прави овде балансот? Како менаџираш? Го повикувам тогаш другиот родител. Затоа што видите, ние медицината е нели струка која што без разлика ние што се наоѓаме во нашите домови, ние сме секогаш значи на работа. Не се знае кога ќе звони телефонот за било што или кога треба да одговориме или да помогнеме, дали тоа било на пријател, дали било тоа некој близок од семејството или дали тоа било некој надворешен пациент. За жал не можеме да бираме во такви услови, нели дали треба да одговориме или не, туку ние секогаш мора да одговориме. Кога станува збор нели за семејството, сепак оние кои што не одбрали да бидеме нивни партнери знаат дека
едноставно таква е професијата и мора да се залагаме или ние за самата професија и мора тие да се залагат да не имаат нас како нивни партнери, дека мора да бидат секогаш до нас и да ни помагаат. Во такви ситуации, затоа нели секогаш двајца родители, но меѓутоа еве и доста има нели да речем колеги кои што се самохрани родители, но меѓутоа се надевам дека во тој момент барем знаат некако да избалансираат или се договараат со некој персонал кој што ќе им помогне или ќе одговори во нивниот повик, па нешто ќе има некој колега замена или така натака. Еве ќе се надоврзам на ова што сега го одговори. Дали дома кога ќе завршите со работа го заборавате белиот мантил или медицината е постојано присутна со вас и кога сте надвор од работните обврски? Белиот мантил може би физички да го забораваме во ординација, меѓутоа дома никогаш, затоа што ние константно и видите кога сте доктори, кога разговарате било со пријатели, било со првата тема е тоа, леле денес нешто ме болеше, денес нешто, што мислиш ти за ова? Значи константно медицината е нонстоп присутна кај нас. Истото е може би. Да, се појавуваш на маса и прво почнуваат разговорите за медицина и после текот на настаните понатака. Меѓутоа сите другарки, пријатели, првото седнување е Да, тоа сакам да те прашувам, дека седнете на кафе или завршени се работните обврски, си разговарате нели баш на другарски или прво ќе те прашаат, слушај ова како Чекај да те прашам. Да, прво медицина, да ја средиме и после продолжуваме со другите теми. Меѓутоа, многу често знам да кажам кога ќе појдам некаде на гости и кога ќе се дојде, сега ќе ни каже, викам не, денес не сум во амбулата и таму ќе разговараме, денес и јас сакам да се одморам. Така, бидејќи сега сме или тој зимски период, па настинки, па вируси, па грип, тебе како ти изгледа секојдневието после работа, бидејќи нема кој не кива, кој не кашла, кој нема респираторни проблеми? Можам да кажам дека повиците се многу почести од тоа што се кога ги немаме настинките. Значи, секој што се разболи, ќе ти звони на телефон и ќе те запраша како да се лекувам, што да направам, која терапија да ја земам, а да не отиде на лекар. Значи, тоа е друг момент. Значи, доколку може да те искористат пријателски, да те прашаат за совет, секако тоа го прават. И да, сега е сезона, значи има многу вируси, веќе допрва доаѓа екот на инфлуенсата, така да допрва ќе ги има тие уште позасилени повици. Меѓутоа, како се однесуваш со твоето дете кога ќе има еден вид настинка? Дали тогаш си како мајка или како доктор или бараш совет од друг доктор? Тогаш сум мајка. Не сум доктор, затоа што се плашам и се јавувам и по едната и по другата сестра, без разлика што сум пулмолог, но кога се работи за твое дете, не ги гледаш работите така како што ги гледаш кога работиш со друг пациент, значи тоа го доживувам јас постресно, за разлика од Симона, која што она е постабилна во тој поглед. Може би имаш и прво дете пред мене, има повеќе искуство, но сепак јас сета кога и некој член е болен, сепак го доживувам тоа малце постресно, најверојатно затоа што тие. Значи, еве можеби Симона има најдено некој баланс кога и децата се во прашање. Да. Па може искуство да си го прави своето, меѓутоа јас и таква сум по природа, не сум толку да речем паничар за во однос на нив две, значи ти кога не знам ке сум закашла или нешто, онма сестра ми, ајде да дојдеш онма да те преслушам јас, да не имаш нешто, да не, затоа што добро, она си го прави искуството своето, она ги гледа секакви случаи, од каква една да речем најобична кашлица може да се направи поголема работа. Но меѓутоа ете некако така искуството си го направило своето, да некако посмирено ги примам работите. Може би заради тоа што еве и доста ми помогнало тука да речам и музиката, затоа што кога сум меѓу луѓе сум слушала различни совети, реакции така натака. Меѓутоа ете балансот е нешто што е најважно за да можеш да ги примиш некои работи во текот на животот. Катерина вели, Билјана или некој ако се закашла, па дојде да те прислуша. Меѓутоа, ти како гинеколог, колку твоите сестри се одговорни за женското здравје? Дали те консултирате, дали одат редовно на гинеколошки преглед? Точно така, можам многу да ги пофалам. И сакам сите пациентки да се како нив. Со редовни контроли, зашто превенцијата е најголем успех, да. Успех за рана дијагностика. За рана дијагностика, точно, и откривање на болести, бидејќи знаете, женските болести се многу тајни болести. И му треба голем прогрес за да дојде до откривање. А секоја затоа е најважно во гинекологија превенција. Правиме муабет за гинеколошките работи, за гинеколошките. не за акушерските.
Така, да, гинеколошките. И сега, бидејќи нели знаеме ние како е велат жените доктори треба двојно повеќе да се докажат за разлика од машките за да бидат успешни во професијата. Мислите дека тоа е така? Во дерматологијата не. Не. Меѓутоа во зборуваме- другите гранки можеби, особено да речам можеби во хируршките, повеќе е тоа така. Во дерматологијата јас баш како што кажав, нели тоа го немаме затоа што некои еве гранки се поделени во однос на тоа да речем во ортопедијата може треба да бидат поддокажани така затоа што мислам дека некако и кога се по-тешките. сваќаат некои такви понежни гранки, можеби сте понавикнати дека треба да гледате и женски пол на доктор. Така. Во гинекологијата, обично, можеби некои мисли дека во гинекологијата треба се да бидат жени, па напротив, на некои од клиниките во установите имаме повеќе машки гинеколози, отколку кои што има жени гинеколози. Веќе балансот се постигнува некој баланс меѓу тоа машки и женски доктори. Не се гледа како порано дали ќе е женско или машко, како што бирале. Сега тоа е многу ретко. Мислам дека нивото ни е еднакво, меѓутоа за женското нормално е потешко кога ќе мајка, сопруга и така натака. Така. Така и во делот на пулмологијата или? Јас питам ние дека живееме во едно општество кај што се бараат високи професионални стандарди и голема одговорност. Значи, жената е таа која што балансира улоги и донесува големи одлуки од кои што зависи животот. И на тој начин станува посилна, похрабра и поодговорна. Значи, тоа е начинот за една жена која што е доктор, значи како треба да функционира. Без разлика на ова што го кажа секако и моите две сестри, дека тие што се во хирургијата или во другите гранки, треба да се повеќе докажат за разлика од докторите. Добро, освен овој сегмент каде што нели во одредени специјалности можеби жените треба двојно повеќе да се докажат од мажите, кои се сите оние предизвици со кои што во денешно време се соочуваат жените кои што ја избрале лекарската професија? Па видите, има многу предизвици, не е еден предизвик. Значи, секако прво надоградување професионално. Сите ние како доктори цел живот учиме и се надоградуваме, така да најверојатно има некои докажувања и тука во нашата професија. Не само во нашата, во сите професии. Значи, и ние имаме повеќе титули од асистент, доцент, професор. Значи, за да стигнеш до сите тие титули, треба да одиш и да качуваш многу скали за да се докажеш во иднина. Тоа е потешко за жените или не? Па, не, тоа е исто и за мажите и за жените во нашата професија. Така е можеби и во гинеколошката специјалност? Да, потешко е предизвиците со нормално. кои се соочуваат. Бидејќи треба да си многу често одсутен од дома, кога имаш фамилија, тоа е многу тешко. Особено за жената, знаете, жената е столб на секоја фамилија и заради тоа треба да се направи некој баланс меѓу работата и личниот живот. Тука е тешкото. Тука е навистина тешко, кога се зависи од тебе. Така. Така и во твојот сегмент, Симона, нели кога можеби сакаш некоја специјализација, еве како што каже и Билјана, титулите ги имаме МРДР, асистент, доцент, професор, вонреден професор, научен соработник, сите тоа се титули по кои што нели мора да ги изводиш тие скалила за да ги се стекнеш со тие титули. Така, секако дека е потешко, како што кажа моите две сестри, согласувам со нив дека жената ја прави поголемата жртва и е потешко заради тоа што мора нели да ги искалкулира тие моменти кога би сакала да се посвети на децата, кога да планира нели бременност и така натака, затоа што тие се едни периоди во животот за кои што нели тогаш бара пожртвеност и се имаш отсуство од самата работа и сега доколку нели на посилниот пол тоа не му се случува бидејќи тие немаат пауза за породилно и така натака и ги вкачуваат тие скалила, во тој момент нели женското е тоа кое што односно женската на професија, односно женскиот пол во оваа професија е таа која што мора да истрпи да се пожртвува за тие моменти. Да балансира. Да ги збалансира. И тука е нели голема поддршка треба да биде и самиот партнер затоа што треба да свати што се пожртвува за да може нели едно семејство да биде како што треба, а да не им фали на тие деца мајка. Што би им порачале на девојчиња или дали некои девојчиња ве консултирале, ве прашале за совет, дали да се запишат, да студираат, да бидат докторки, односно да бидат на факултет за медицина? Да, не прашале. Многу. Зависи од која струка би ја одбрале.
Ве консултираат што она што бака ги најмногу интересира, бидејќи ве знаат дека сте сите три сестри и сите три сте докторки. Дали би било добро да изберат хируршка гранка или интернистичка гранка? Тоа најчесто прашање. Како се поминува? Каква е етапата? Етапата е многу тешка, тоа мора да кажеме, напорно, тешко. Отсуство од многу работи во животот, за да стигнеш до ова ниво до кое сме дошле ние и сите останати колеги. Значи има отсуство од многу работи. Медицината е наука која што Па цел да, треба да живот учиш. жртвуваш кога другите излегуваат, можеби се Точно. забавуваат, ти треба да учиш за испит или за специјалистички. Тоа е цел живот. Не е само додека Или си треба студент. додека си на маса со луѓе да станеш и да замниш во истата секунда. Тоа многу често ни се Ги дешава немаме на нас. сите задоволства како што може да ги има некој кој што не е во нашата струка. И што би советувала ти на такви девојчиња кои ќе те праша дали да се запишат на медицина? И која еве како што рече Катерина, дали да идат на интернистичкиот или на хируршкиот? Па видете, тоа е прво да има желба, треба и да сака. Значи медицината не е струка која што треба да ја работиш присилно, треба прво да ја сакаш, затоа што треба да работиш со луѓе и треба да ги сакаш луѓето. Треба да знаеш да помагаш на луѓето и да ги разбираш луѓето. Значи ти треба да ја знаеш кревкоста на еден човек, силата на еден човек, да го разбираш и кога му е најлесно и кога му е најтешко. Ти Симона, што би ќе посоветувала да се запишат на дерматовенерологија или да изберат некоја друга специјалност или па доколку сакаат еве и хирургија? Тоа не можам да им го наметам, затоа што тоа никако додека студирате низ годините, самите се одлучувате што сакате и која гранка би сакале да изберете. Меѓутоа, како што кажавме, нели, тоа е најбитно да се има желбата, затоа што имало и многу наши, нели, да речам, додека сме били во студентските денови, колешки кои што се запишале, меѓутоа се откажале на пола факултет затоа што сватиле дека психички не можат да се носат прво со самата работа, дека не можат да си дозволат да отсуствуваат еве од некои, како што кажавме ние, социјални моменти, додека нели созревате и растете. Затоа пожртвуваноста е многу голема и треба да се едноставно да се договорите сами со себе дека можете тоа да го направите, дека тоа го сакате, а она што ви ја избориле како специјалност, тоа е значи стварно прашање на желба и на избор. Јас додека студирав, нели сакав прво да видам на специјализација педиатрија, па после кога видов дека не сакам нели толку да имам такви блиски моменти со родители и така натака, сум доста емотивна, сватив дека тоа не е за мене. Понатака после сакав судска медицина, но меѓутоа кога го видов колку е потежок патот за да влезам на специјализација на судска медицина, видов дека тоа не е. И единственото нешто кое што секогаш ме влечело како мала, тоа било естетиката и секогаш знаев и кога разговарам со луѓе да ги гледам во кожата и доста често ме прашувале зошто ме гледаш така, што ме гледаш во кожата, така да тоа е една желба која што тлее во вас и можеби на крајот нели ќе излезе и вие ќе почувствувате дека тоа е тоа за вас. Ти се случило така еве кога некого гледаш и го гледаш во кожа и да му речеш мора да се јавиш веднаш на лекар? Значи, нон-стоп тоа ми се случува, бидејќи тоа е една професионална деформација. Тоа не можете еве кога застанувате вие со некој човек без разлика тој колку вас ви зборува, вие сте присутни на самиот нели разговор, меѓутоа правите една така анализа на самата кожа. И ги поканувате да дојдат во ординација. Да, особено еве кога станува збор нели за бемки, обавезно нели тие што ми се видливи на прво око, веднаш ги анализирам и кажувам ајде да дојдеш да ти ги видиме овие, дали си направила преглед на бемки и така натака. Дали додека си студирала, еве тој го споменавме, не може на сите журки да присуствуваш, ти било тешко додека можеби твои врсници што се на други факултети еве одат и на зимување, на летувања и на журки, меѓутоа ти поради учењето едноставно не можеш. Па едноставно кога беше еве да речем зимската сесија, тоа ми беше може најтежок период затоа што ние не бевме студенти кои што вие може да бидете на новогодишната ноќ, да си го прославувате без да имате грижа на совест и баник и Божек и така натака, туку секогаш беше нели го правиме семејниот ручек, извинете, јас морам да се повлечам затоа што следува испитна сесија. Така. И еве за крај, бидејќи се приближуваме кон крајот, за сите три едно прашање. Да, вие сте сите три сестри, сите три сте докторки, меѓутоа колку наоѓате време за себе, односно да се дружите како сестри фамилиарно надвор од нели тие докторски протоколи? Па гледаме колку можеме почесто да бидеме сите три заедно и ако не се видиме во денот, ќе се слушнеме повеќе од 3-4 пати. Ние може физички не сме толку заедно, меѓутоа значи нонстоп сме со разговор на телефон и нонстоп се советуваме и си разговараме и како сме го поминале секојдневието и ноќта и така натака. Доста сме блиски.
Ти не си во Јас сум, Скопје, да. туку си во Охрид. Колку често доаѓаат да се дружите? Тие поретко доаѓаат, морам да кажам, повеќе во летните месеци. Ама јас сум таа што барем еднаш месечно задолжително доаѓам да ги видам. Колку е важно да се зачуваат и да се одржуваат овие семејни вредности покрај професијата која што ја работите? Најважно е, така не учеше татко ми, дека мора да има близина меѓу нас. И ние тоа го почитуваме, му благодариме за тоа. За се заслужни нашите родители. Значи, од кога сме се родиле до тука, значи, они не изгледале, не изградиле како личности, ни го покажале правиот пат и затоа сме тука кај што сме денеска. И Ни се благодариме од најголемата срце. поддршка, тоа мора да кажеме. Одите често на ручеци, на вечери да се договарате? Да, секогаш и овие кои што се нели фамилиарни празници ни се најмилени оддел затоа што нонстоп се збираме, си раскажуваме нели како е, што е и едноставно и ние, значи трите сме многу горди на нашите родители затоа што верувајте да имате 3 деца на медицински факултет и не е баш лесна работа, а тие нели да не се во медицината како што кажавме затоа што имало доста пожртвуваност, имало доста предрасуди и така натака, меѓутоа ние три сме биле доста храбри и сме го изоделе тој пат. И предпоставам дека сега се срекни што сите Да, три сте да. реализирани во своите Тоа специјалности. е богатството на нашите родители. Така. Јас ви благодарам и на трите што бевте мои денешни гости, што не зборувавме за болести, меѓутоа ве зборувавме колку е важна медицината, колку бара пожртвуваност, меѓутоа и колку е важна емпатијата наспроти стручноста. Така. Благодариме, сакаме да честитаме празникот на сите верници, а ние за многу години и да се грижат за сопственото здравје и сопствената среќа. Така. Тоа е пораката секогаш која што ја упатуваме секако од нашите гости, доктори, дека превенцијата и здравјето е најважното. Така е. Ви благодариме. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.